Уставот на САД, напишан кон крајот на 18 век, му остави на Конгресот да одлучува за голем дел од прашањата за имиграција и државјанство. Но председателот Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која се става крај на право на државјанство со раѓање во САД. Ние сме единствената земја во светот што го прави ова со право со раѓање, како што знаете. Тоа е апсолутно смешно. Знаете, ќе видиме. Сметаме дека имаме многу добри основи и одредени луѓе сакаат да го направат тоа со децении. Критичарите на извршната наредба на Трамп велат дека 14-тиот амандман е камен темелник на граѓанските права и не може да биде повлечен од американски председател. Првично тоа беше за да се осигура дека црните робови ќе може да добијат државјанство, а тоа е заштитено со случајот Дред Скот. Уставните амандмани и уставните права не може да бидат одземени од председател. Тие може да бидат одземени само од Конгресот, па од тука извршната наредба е незаконска. Сепак, подржувачите на извршната наредба тврдат дека е неопходно да се врати правичноста во имиграцијскиот систем. Председателот Трамп јасно стави до знаење дека враќањето на правичноста на нашиот систем за имиграција и одбраната на вистинската намера на 14-тиот амандман се централни за неговата визија да ја направи Америка повторно најдобра. Извршната наредба се соочува со значителни правни предизвици, при што веќе во текст се повеќе тужби. Демократските главни обвинители од 22 сојузни држави поднесоа тужба тврдејќи дека наредбата го прекршува 14-тиот амандман. Врховниот суд го потврди тоа во случај каде што беше оспорено државјанството на многу кинески имигранти, а судот потврди дека 14-тиот амандман се однесува на овие кинески имигранти и тие можеа да добијат државјанство. Судија во Сиетл привремено го запре налогот за право на државјанство со раѓање. Ако случајот стигне до Врховниот суд, исходот може да го оформи сваќањето на нацијата за државјанството. Ако се дозволи наредбата да продолжи напред, најнепосредно влијание ќе има на новороденчињата и оние што допрва треба да добијат изводи од матичната книга на родени и социјален број.